Министре, секоја година истите проблеми во лозарството, неплатено грозје и оваа берба почна со неисплатено грозје, 10 години иста цена, покачување на цената на виното. Кога лозарите во Македонија ќе добијат цена која што ќе ги покрие производните трошоци? Така. Значи, сакам да ви информирам дека се промовира гарантирани цени и така натаму и така натаму. Значи, државата може да помага, што ние тоа го правиме, за ваша информација, дека не се овие 11-13 денари као почетни, него се 15 и 17 денари. Зошто тоа го велам? Ние даваме по хектар субвенции 40.000 денари по хектар. Ако земеме дека 10 тони е просечна некоја си производство на грозје, тоа се 4 денари по килограм. Значи, државата помага во таа работа. И ова вие што го тврдите дека дали ќе покријат тие цени. Ние како држава, да, ќе помагаме, можда не е доволно 4 денари, можда ќе бидат 5-6 денари, али рачунете, ние 25% субвенционираме во цената на грозјето. Значи, тоа е еден помош. Тоа е тоа што може државата да го обезбеди. Иначе, ако одиме на гарантирани цени, државата нити има собствена винарија, нити може да го откупи, нити може да го земе, нити може да го продаде. Значи, тоа е само залажување на лозарите. Лозарите мора да бидат свесни дека само со работа, со примена на агротехнички мерки, со лозови наследи кои што се бараат на пазарот, со квалитетно производство, кој што рекол грозје, само така можеме да го развиваме земјоделието. Имаме ли стратегија кои сорти се потребни и кои треба да се садат, а кои да се копачат? Ние со градоначалникот веќе разговаравме на оваа тема и ќе формираме еден тим од стручњаци, каде што ќе држат прво обука на лозарите, почнувајќи од закројување до не знам сите, ја сега не ме фаќате за збор, сите постапки сите операции што треба се направат во земјоделието. Во тој правец ќе направиме една кратка брошура која што ќе биде разбирлива за земјоделците. И секако сортите на лозје, вие знаете дека ние таму 50-50 субвенционираме. Значи, државата многу помага во тој правец. Значи, во изградба на нови лозови наседи. Секако дека ние како министерство не можеме да кажеме кој лозов насад да се наседи. Тоа треба да го каже науката, треба да го кажат факултетите. Но, наше е ние да помогнеме. 50% ние ќе субвенционираме во тие лозови наседи. Исто така, од идната година планираме 80% да субвенционираме на капка по капка, бидејќи знаеме дека водата е основниот двигател на целото земјоделие. Значи 80% ќе финансираме во капка по капка и 80% за онаму кај што нема канали во бунари, искупување на бунари. Така да ние како министерство, како влада, лозарството е приоритет за оваа влада. И ние ќе направиме се, не да го задржиме ова, него напротив, овој целиот регион да го подигнеме на највисоко ниво лозарството. Во тој правец, со винарите веќе имаме повеќе состаноци, да направиме еден бренд македонски. Да се знае, бидејќи Македонија е многу мала држава за рускиот пазар, за германскиот, за европскиот пазар. Да се знае вино од Македонија, дека тоа е со таков квалитет, дека таму има такви најповолни услови и од тоа грозје може се направи најквалитетно вино.